тайм-аут е една навистина голема спортска тетовска легенда, еден сестран спортист кој веќе 70 години континуирано се занимава со спорт. Јован Спасеновски, односно, како што сите го знаат во Тетово, Чичко Јово Джагула. Чичко Јово, ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин. Се надевам дека ќе имаме за што да разговараме во денешната наша емисија. Па има долг период, што треба. Може треба нешто и младиве генерации да осознаат. Така, да им кажеме на младите генерации како некогаш се одвиваше спортот, како се спортуваше, како се тренираше и како се одвиваа надпреварите. Имате тренирано и надпреварувано во тенис, во скијање, фудбал. Би сакал на почетокот да го опфатиме периодот после Втората светска војна, кога започнувате активно да се занимавате со спорт. Кога беше тоа? Кој период, која година и со кој спорт најпрво почнавте да се занимавате? Па, после ослободувањето, активностите ни биле спортски, да кажем, повише, околу малските улици, дружење. Иначе, почетокот на по-квалитетни, да речем, спортски активности, сме почнале таму негде 50-та, за мене 50-та година, кога сум почнал во гимназијата со посебни активности на спорт, активности на кој како имало пределба тогаш, кој одбојка имаше, атлетике почнаја, скијање, меѓутоа скијање до ни беше сезонско. Иначе, што имаше можност, целокупна тогашна активност, ја одбивавме како школарци во Партизан. Тоа беше друштво кој што почнавме со активности на гимнастички вежби. Меѓутоа, тие гимнастички вежби, ние млади генерации имавме можност не развија прилично добро и така да, зависно кој како желба имаше, така и се определувавме. За мене конкретно да кажам, многу така сум припаѓал према ориентација на скијање и ориентација на тенис. Тие почетоци ми биле негде уште, да кажам, 50-тите години можда, а негде со фудбалот, кога сум бил повозрасен, таму негде од 53-та година натаму. За почеток, со скијање све ни биле, сме ги користиле улиците низ Тетово кои што биле стрмни. Тогаш имаше многу преку зимата снегови кои што ги користевме. Меѓутоа многу брзо не прихватија затоа што тој период во Тетово, во Партизан, се наоѓаја скии кои што уште германците окупирале територии, имале донесено голем број на скии за валда сметале на одредени снегови да имаат потреба. Кога и тоа више поминало, првите почетоци со скии смо ги правиле тачно од тие скии кои смо ги нашли во Партизан. Ама тоа беше кратко за почеток, затоа што многу брзо после почнавме да се снаоѓаме и со скии добри кои што на ниво на Југославија почнаа да се изнаоѓаа, продаваа, така да тоа е зачетоците. А зачетоците ни биле такви да Шарпланинскиот клуб кој што негде 47 му е почетокот, ни беше главна преокупација со тој клуб да ние некако се активираме у скијањето. Бидејќи и тогаш уште со почетоците многу квалитетни смучари, скијачи доаѓаја од Австрија, па имаше и од Румунија, па доаѓаја и од Словенија посебно, кои што тој период беа најквалитетни смучари. Така да ориентацијата не била брзо да ја видиме како тие се опходат со скијањето, па немал нас кој тој период да ни покаже нешто посебно, да видиме како скија, па ние према некоја согледување да прихватиме, да работиме, да ги копираме, да учиме и така.
Тоа било негде до таму негде можда 53-та, 4-та, после више 54-та, и ние се организиравме преку тренери, преку луѓе кои што беа повише организирани по семинари смучарски, и скијањето така го оформивме на тој период. Сега тој период, да речем, можда кој Бранко Чајка беше така поангажиран, кој што прихваќаше, меѓутоа многу бар го, речем, го напушти тоа, валда од причини други, и почнаа да се така, како да кажем, организираат повише семинари за развој на, така да мене ми се случи да морав да бидем на еден семинар за развој на квалитетно скијање. И се сеќам, ја баш имам и една диплома, само да видим кај ми е, каде што на шапка во организација на физичката култура, факултетот на Македонија, тој формиран, имаше организирано семинар на шапка едно 20 дена, така да тогаш положив и инструктор по скијање, ова беше негде уште 58 година. Меѓутоа, више наредните години се нафативме со некои работи кои што сакавме секој да се покаже, не да се покаже, да постигне нешто поќе од тоа што го знаеме. И така малку постапно си активиравме, меѓутоа за почеток сите ние кои што бевме организирани вака, бевме главните стожери и околу шарпанистските купови кои што се организираа. Затоа што ние идевме тогаш малку, немаше ратраци. Идевме со нозе, сме правеле стази по километри. Периодот бил таков. Престојувавме тамо, покрај ние така као една група, може од 10-15, у тој период за вакви надпревари се организирае на посебни начини, се организирае можда и војни лица, зашто стазите у денешни услови е малку чудно да стазите сме ги правеле на цел секогаш бил, кај што и сега е цел, луѓето го знаат. Меѓутоа, сме газели стазе да имаме оформена таму негде до над Балбинова стена. Тоа не бил, да кажем, ни мала работа, ни не знам, меѓутоа желба била да се тоа постигне, да се направи. И така у скијањето навлеговме со желба да тоа се афирмира с Попова шапка Македонија. Иначе, после 60-тите години, малку више тоа влијание имаше и Словенија спорт за тој период. Многу ски тој почне нови да ваѓаат, ние бевме загрејани све што ново ќе излезе бргу да земеме, да малку бидеме поквалитетни, да имаме малку подруга. Иначе, постапно така сме почнале. После више, малку на пониско ниво, кога и почнаа да се развиваат работите, имаше многу квалитетни, да речем, ангажирани спортски. Еден меѓу нив за тој период беше Рефик Јахја. Од Лисец, кој што кажуваме, тој израснал, се родил на снег. И имаше така предиспозиции негови, многу брзо ги прихвати елементите на лесно скијање. Многу е битно и за скијање, сега можда има малку можности други, кога и си полесен у скијањето, полесно ги прихваќаш моментите да можеш лесно да си бараташ како што треба. Ако некој дојде потромав, потежок, потешко тие елементи може да ги прихвати и што е нормално. Скијаш негде, ако е организирана стазата, ти е полесно.
Меѓутоа, ако скијаш негде на неорганизирана стаза, мора да се снаоѓаш така како што практично си научил. А ако воспоставиш состојба да можеш понапредно да идеш, нема да ти биде тешко. Значи, све е било од... Така да после тогаш више почна, нели, се организираше и Смучарски сојуз на Македонија малку поорганизирано да работи со клубови, со елементи. За тогаш, за тој период, главна, да речем, атракција било секогаш Попова шапка. Можда низ други региони нешто се петлеле со некои скии, ама то не било организирани, така да кажем, диво. Практично кај нас Шарпанискиот клуб 47 година го отвори тоа да се развија. И сега ако земем за тој период да кажем, све до 64 година. Маврово не беше 64 година, прва... Маврово, јас се сеќам, сме скијале диво прва надпреварска сезона на Маврово 64 година, јануар месец или февруар беше. И можем да кажем, стазата беше така направена да ние скијавме помеѓу дрвата кои што шумата га има исечено, а пањевите уште не беа скинати околу нив. Меѓутоа, се тежело да се афирмира нешто, да се постигне и така. Тоа така било. И тогаш, за почеток, стазата една им беше таа кај што долу на цел кај што беа и кај што едно се дотемиде покрај шумите. После они сечеја стазе горе, па прошируваја, оформуваја и така да, тоа после со време се ширеше. Најголеми успеси постигнувате во тенисот. Некаде почетокот на 50-тите години минатиот век започнувате со играње на тенис и сте, да речем, од сите овие спортови најуспешен токму во тенисот. Освоивте многу турнири, учествувавте на многу турнири, репрезентативец на Македонија. Да го фатиме малку периодот додека играте тенис. Сега ќе фатиме тенискиот дел, меѓутоа скијањево. Толку сум бил ја определен према него, ја немало сезона до ден денеска да не го користам додека е снегот за не лична потреба, него тоа више така навлекло, што викаме, во некоја желба да бидеш на снег, затоа што здравствено е добро. Што знам, си на воздух и целата фамилија моја и што сум имали внуци, свите сум ги организирал и свите и денеска скија. Ја све уште, сега према возможности не сакам, ја не знам што да правам, меѓутоа многу пријатно ми е кој ќе излезем на снег и да си проскијам за задоволство. Мислим дека се уште можем. Сега зашто можем? Имам ја една посебност кај мене, што имам некој континуитет у тенисот. Сега што е континуитетот? Ја викам до овој период 64-та и натам, ја од 50-та година сум почнал и тенис да играм. Сега, ни овозможи тој спорт да го прихватиме. Негде 50-та година во Тетово пред поранешниот стадион се оформи тениско игралиште. Тоа го оформија исто преку спортските здруженија што беа во општината, на ниво на општината, и главен иницијатор тогаш беше за оформување на тој спорт. Беше председател на судот во Тетово, а иначе имаше некое потекло и ја не можем крајно. Тој беше негде возрастен човек, можда околу 40 години, ако не и повеќе, Живковиќ Воислав. Син на амбасадор на бивша Југославија во Париз. Меѓутоа, после ослободењето, по кој околност, ја не знам, тој се најде у Тетово. И беше многу иницијатор голем, и тој оформи. Зашто он го познаваше тенисот, си играше фино. Сега малку, што викаме за тој период, секој знае да игра, кој што знае да игра.
И со самото тоа, после се беше формиран и Тениски сојуз на Македонија, уште негде 51-50. И почнавме организирано тенисот да го играме во Тетово и во Скопје, на друго место немаше нигде. Тоа негде све важеше тамо негде до, да не кажем, може да и погрешим годините, до 62, 3, 4 тие години, затоа што тогаш почна негде у Скопје покрај југ, кај што моментално сега е, да се организираше некој тениски така див турнир, што знам таму испод калето имаше некои поплочени елементи или асфалтира елементи, па се формираа некои игралишта така диви. И многу покасно почнаа тамо негде со активности Битола, прво почна, па после Битола Прилеп. Сега тие више, умеѓувремено после тоа се развија и така да тенисот во Македонија се живее да може клубски да се организира и да се развија. После во овој период исто имаше и Уштип, една екам, таму исто имаше направено тениски игралишта, колку ние сме имале, да кажем, тешки моменти, тоа е објект треба се направи, игралиште за да се игра, тако во спортот. Уштип се почнало да се игра на базен. Че рече некој како? Базен, дупка, затворени страни, топчето левега, учат да играат тенис. После им се направили, се развија. Уштип имаше прилично квалитетни играчи за тој период. Имаше браќа. Сум ги заборавил. Може да се подсетиш на некој од турнирите кај што учествуваш и кај што победуваш? Сега, ова развојот на тенисот го кажав општо. Иначе, од почеток, кога сме играли измеѓу Тетово и Скопје, прв надпрв така позваничен, направи двомеч измеѓу Македонија и Босна и Херцеговина. Тоа беше негде 53 година. И 53 година има и слике овде, македонска репрезентација што е. Ова е тоа. Македонска репрезентација. 53-та. Игравме прво у Скопје со Босна и Херцеговина. У Скопје ние ги рачунавме по категории, така да имаше младинци, по двајца, имаше помлади сениори, постари сениори, као да не бида, зашто тога немаше, не знам какви све. Младинци до 19 години, помлади сениори до 23 да, и после сениори. И у тој период, значи, се игравме, младите играе по 20 играчи и ние имавме 2 играчи. Игравме за Македонија, јас и Душко Аврамовски. Значи, ова е репрезентација составена од играчи од Тетово и од Скопје. Да. Од другите градови се уште нема тенис. Не. Сега, овде, у постари сениори од Тетово беше и Теофиловски Свето, кој што за тој период беше прилично добар и он исто као студент тога и имаше друштво на студенти кој што нарочито имаше постари генерации на браќа на Аврамовски, кој што рекети од Америка имаше дедо негов кој што ни праќаше. И така да, тогаш така се снаоѓавме, меѓутоа многу брзо асоциацијата тениска, да речем уште тогај, почна организирано да работиме, а пред, значи, као зачеток 53-та, 54-та, во Тетово и Скопје доаѓаше квалитетен еден тенисер од Белград, кој што за тој период учествувал и у Вимбелдон и не знам каде, меѓутоа седеше месец дана у Скопје, месец дана у Тетово. И
првите сечетоци преку него дојде. Тој ви ги откриваше тајните на... Тајни, па ќе не упатува како треба форхенд, бекхенд, како треба со нозете, што треба, така да малу поправилно прихватиш да играш. Сега, за овој период, покрај тоа што не научи да играм, ја сакам да му бидам благодарен, ме научи рачно да шпарвам рекети. Сега што е смешно, тогаш ако ти се скинеше рекет, жица една, две, не можеш да играш. И тогаш така сме игравме ние, си скина две жици, три жици, ние три жици ќе смениме, за да можеш да играш. Сега таа техника, он мене ми ја наметна и ја у однос на другите, затоа може останав подолг период кој што може да се развијам. Не ми беше мене тешко, ми се скине рекет, ја ќе сменим две жици, одма утре играм. Имаше деца, не може да игра, затоа што, како да кажем, рекетот му се скинал, нема рекет, се мора да чека некој да му го направи, па да продолжи да игра. И тој период беше многу тежок. Меѓутоа, кога почнеа да така организирано повише рекети да може да купиш у трговија вамо таму, тога беше почна полесно да се ќе смениш, ќе купиш, ќе промениш. Сега, по ново време тоа машине, тоа више е доба каде што... Сега имате тренисерите и повеќе рекети, одма продолжуваш... Ама не, тие квалитетните им дава по 10 рекети од фирми кои што ги застапуваат као фирма. Да, спонзор. Тоа е спонзорство. Меѓутоа ја ги објаснувам колку тешки моменти ни биле тој период за да се определиш. И затоа јас сум останал. Не дека, еве, кој период или кој можел тогаш да игра. Можел тој кој што на некој начин може да се снајде да обезбеди рекет за да игра. Топчињата не биле толку проблеми. Се наоѓа, ама ако немаш рекет, нема играње. А например, ако се скине жица, како продолжува? Сега, например, ако се скине жица, ако имаш резервен, со резервен. Нели, обично смо тежеле да има резервен. Ако немал резервен, сега или ќе предареш, или ќе изиграш ако можеш така. Колку што може да се игра без една жица, без две? Сега, после више покасно, тоа све се модернизирало, имало можност, трговијата влегла во тенисот, носела рекети, носела топшиња. После, како да кажем, ја многу просто тоа е нарачно да прееш рекет. Меѓутоа, тогаш нуждата те тера да тоа да направиш. Видиш, ја толку желба сум имал, не ми било тешко. Просто на рацеве љушпе ми излагале од шпанување. Ама била желбата ти да играш. Ако немаш, не можеш да играш. Да. Гледаме тука, лево од мене има голем број на пехари. Може да ни кажеш некои од турнирите кои што ги имаш освоено и за што се доделени овие пехари? Па видите, ја додека играв као младинец, можем да кажем, не сум имал не знам какви резултати на ниво. Сум бил секогаш, имам слика, често пати полуфиналисти, меѓу четворица најдобри во Македонија. Немек, и такви не биле можности. Повише си требал да идеш негде да можеш да тренираш, повеќе па да напреднеш и слично. До негде, како да кажем, до 60-тите години, сум бил секогаш у жижата на тие 3, 4, 5, да речем, најдобрите што били во Македонија. Меѓутоа, покасно почнаа, имаше можност негде у Скопје имаше тениско игралиште армиско, карши позади југ таму, позади работнички кај што моментално и денеска е тоа. Армиски стадион. Меѓутоа многу имаше квалитетни играчи доаѓаја од Хрватска, кои што тие као војно лице доаѓаја да служа војни рок у Македонија. Меѓутоа ќе се јава дека се тенисери. Тоа тениско игралиште го користија многу наши тогаш млади напредни играчи. И ги користија и тие тенисери кои што
еден период, знаем, најдобрите нашите кои никне благодарение на нив, што они 2 години и години и пол служи рук у Скопје, 2 години е квалитетен играч, тоа ти е као спаринг партнер, подобар и од тренер, кај што можеш да го развиеш тенисот. И тогаш у Скопје се јавија играчи подобри, тоа меѓу, да речем, и Шевченко се јави, Зоран, па пред Зоран имаше еден Китинов, па имаше уште некои играчи се ја, може немој одма да се призети. Така да после више беше све полесно и полесно натаму. Сега, турнири, како јас сум почнал да земам пехари. Јас помнав скијање. Сум почнал да научим и ја нон-стоп играм. Сега, ја сум дошол до период каде што, да речем, со тие квалитетни играчи више не сум за играње. И ја што правим? Продолжувам да играм тенис, ама на рекреативен начин со некои по, да речем, квалитетни играчи кои што можем да се носим. Меѓутоа, таму негде после 75-6 година, на ниво на Југославија, зашто у Тетово, тогаш имавме вако играње, имав ја мало една пауза од, што викав, тенисите игралиште у Тетово беа расипани. Застој имаше, немаше каде да се игра. Немаше игралишта, додека не го направи игралиштето асфалтни у спортскиот центар, негде 69-70-71. Тогаш почна да се саживее мало, Тетово мало тој период беше. А за овој период у Скопје беа тие добрите, квалитетни војни играчи што успеа да го развијат тенисот. И така да се разви у Македонија малку поквалитетен тенис. И ја продолжив да играм, а за овој период, без обзир на мои години, јас сум почнал да организирано работам у Тетово со млади генерации. И тој период, додека јас сум почнал, у Тетово имаше Петровски еден, првак на Македонија, 14 години. Цете Аврамовски, не Аврамовски. Не, Цете. И тој беше квалитетен, и тој беше републички првак. Сега што беше у тој период у однос на другиве играчи? Да речем, квалитетните играчи више отиднаа малку повисоко, нели, на години. Почнаа млади генерации да доаѓаат. Тие млади генерации, све ја што од Тетово ги носев, многу неравноправно, можем да кажем, и подобро се носеа од тие низ Скопје. Затоа што у Скопје они имаја тренери, меѓутоа сите тие од Тетово за тој период што почнаа да играа, многу поквалитетно сервираа у однос на другиве. Сега, можда јас сум бил причина, поправилно сум ги упадил у тенис, што многу е битно да правилно покрети преш за да изведеш ударац. Ако правилно покрети не преш, тоа иначе е статично ништо. Седиш у место и не. Меѓутоа, тие работи ја сум ги учел многу од литература. Јас за тој период сум имал можда 3-4 книги за тенис, кои што сум ги читал. Една книга беше од, ми се чини, некој српски тенисер понапреден, другите беа све инострани тенисери големи, меѓутоа те упатува у тенисот како да играш. Сега тоа јас сум го пренесел на помлади генерација. За мене више што сум знаел. И почнав негде од, па да кажем, од 80-та година. Да играм на ниво на Југославија. Имаше организиран тенис за ветерани по категории. Најмлада категорија беше 35 години и на 10 години беа категорија 35-45, 45-55. Па после више таму негде покасно, да кажем, после 85-6, овие категории сманија категорија на 5 години. И јас се најдов меѓу тие генерации, кај што, да речем, на ниво Југославија има резултати големи.
Имам ја таму негде 86 пехар, 86 прв на турнир на Палич, каде што многу имаја маđари дојдено, наши играчи дојдено. Јас сум бил према моја категорија. Значи, не сум можел да играм. И некои турнири, нарочито у Македонија, ја ако сум имал, да речем, 50 години, сум играли турнири со 30 години. Не ми било проблем. Меѓутоа, на ниво кај што, да речем, има поквалитетни играчи, мораш да се најдеш у категорија. Така да по таа категорија таму негде од 80-та година, па можем да кажем до 18-та, 2018-та, сум ишол све ми са овие пехари од тие периоди. Турнири за ветерани. За ветерани. На Србија сум бил 80 и имам исто пехар, 87 ми се чини, првак на Србија, категорија 50 години. Ова Палич да речем. Па сум бил после 2 пати на Србија. Сега пехарите се треба да ги ваѓам, да ги гледам. Сум бил таму негде на Копаоник финале сум играл. Турнири ги имам овде негде тие форми. Имате играл на турнири надвор од Југославија? Сега. Кога негде направив, ова све сум го играл до 2004 година. 2004 година излегов надвор од Југославија и играв прва година 2004, јас 70 години, играв у Австрија у категорија 70 години. И еве ја сликана. Прво коло ми падна, на ранг листа прв играч на свет у таа категорија. Мейн Лорд од Канада. Своевремено прв на АТП ранг листа. На АТП ранг листа на Југославија. Тоа е таа слика десно. После у Австрија 1, 2, 3, 4 години идев поред. Немав некои забележителни резултати, меѓутоа ми беше задоволство да се мешам со играчи, зашто овде уште не беше нас ветеранскиот тенис развиен. Или требаше да играм ја со играчи кои што од мене биле може 25 години, 30 помлади. После негде 2000-та година, поготово негде од 91-ва, кога се растури Југославија. Зашто ја на ниво на Југославија тогаш играв и на ранг листа секогаш сум бил меѓу првите. Се ангажирав Сојуз тениски у Македонија наш да формираме, зашто до тогаш беше делегатски систем на ниво на Југославија. Ние имавме наш тениски сојуз, ама тогаш тој беше делегатски према Југославија, така работа, не работа, диригираш од таму и све, не беше самостален. Ние тогаш 90, втора 93-та, бев иницијатор, ги направивме сите потребни документи со, да кажем, пријатели, другари, кои што бевме тогаш во тенисот уклучени, со статути, со потребни документи, да се регистрираме како асоциација и да формираме на ниво на Македонија самостална асоциација. И откако тие документи ги оформивме, формиравме тениска асоциација на Македонија. Не ме држите за збор, дали беше, ми се чини 92-та, во Тетово во Тече. Значи, Македонската тениска федерација е формирана во Тетово. Да. Сега како во Тетово? Тогај све уште бевме, нели, клубови поврзани преку, да речем, спортски организации, овие друштвени организации, некои што на некој начин го помагат. Тогај многу беше уклучен Етко од Тетово, уклучен.
и помагаше така со ангажирање и прихвативме и на ниво на Македонија, тоа не беше само у Тетово беше формирано. Иначе се избра председател Ѓурковиќ, прв председател од Скопје. Тој беше директор на агенција за туризам, соработник. И после организирањето на асоциацијата више почна малку на друг начин да се организираа работите. Се формираа во организацијата комитети за развој на младински спорт, комитети за развој на квалитетен спорт, тренерски, што викаме, спортови, што се. Така да тоа со тек на време почна мало поуспешно да иде напред. А иначе баш со ова формирање, пошто ја тогаш бев на работа у Тетово, таму ја оформував работата, таму го развирав тенисот. Таму тој и сум играл, и сум спарингувал, и сум младиве сум ги развијал на некој начин. Така да, така се разви и тенисот. Сега, пехариве све што миса, све миса тоа у ветерански тенис поиќе. Меѓутоа можем да бидем, како да кажем, благодарни тоа што таму негде 2000-та година беше формирано некој на ниво на Балкан тениска асоциација, тениска Балканска асоциација. Меѓутоа, за жал, многу кратко, после 1-3-4 години некако престана, а со незиното формирање влезе тука Македонија, Грција, Бугарија и беше ми сечени поканета и Србија да дојде. Меѓутоа, они наводно прихватија прво, па некако после више као да се откажаја. И на тоа ниво почнаја да се организираа надпревари измеѓу према асоциацијата што делуеше, према Грција развој да има Македонија развој и Бугарија. Сега можем да кажем дека меѓувремено Бугарија имаше многу понапредни тенис, кој што беа и на ниво, да кажем, на свет се играше мало и порано тенис, меѓутоа ради развој не само на квалитетен, тој квалитетен тенис е, да кажеме, од 5 души, 6 души, него да се развие масовност на тенискиот спорт. Тоа повише целта му беше таа на таа асоциација. Да може низ повеќе градови тоа да се организира, масовно да се... И после формирањето на ова, Македонската тениска федерација, активна на формирање на самостална асоциација, го прати и у ITF. Зашто ја и од пред тоа имав некои врски со ITF, зашто турнирите што ги играв на ниво на Југославија беа организирани према ITF. И бев информиран со многу работи на тој план. И така да и у Македонија само што родовме, го пратив на ITF после враќањето на основањето на тениска федерација Македонија, не пројде 6 месеци, не прихватија за член Македонија на ITF. Да појасниме на гледачите, ITF е Интернационалната тениска федерација. Светската тениска федерација. Светска тениска федерација. 6 месеци од формирањето Македонската тениска федерација станува член на светската организација. Да. Сега тој период више, да видам искрен, у Македонија, викам, почнаја тренери да играа повише други, ја више сум бил тој период вработен, семеен човек. Мало ми било, не сум може многу да бидем на тој план организиран. Сум тежил така да се развијам, да се држим у тенис. Нели Тетово го држев, го развијав и со објекти, и со тени, и со игралишта, и со све. И као центар беше покрај Скопје, Тетово. Тоа така и остана. Меѓутоа, за жал сега овој период не сум задоволен од тоа. Толку можем да кажем, а зошто? О том потом. Ќе се навратиме повторно и на тенисот и на скијањето. Сакам да го опфатиме сега малку период и кога играте активно фудбал за љубовта.
Тоа е периодот од 53-та до 64-та година, ако не се лажам. Да. Како се случи да почнете да играте и фудбал? Покрај скијање и тенис, да играте и фудбал? Видите, малку специфична работа. Тениското игралиште беше оформено 50-та година до фудбалскиот клуб. Тоа немаше 20 метра да предеш од еден објект на друг. Играјќи тенис, јас се стекнував многу повеќе со поголема кондиција во однос на многу другари мои кои што играа и фудбал. И сега, као младенци, деца што викаме, че се извикаме, треба да се најдеме 10 души да играме фудбал. И ајде, доста играш тенис, ајде играме фудбал. Почнав, меѓутоа, ја во однос на другите деца многу бев физички понапред и имав така малку, можда природни некои предиспозиции. Бев побрз, бев секогаш така инициран за некои работи што секој од надвор кој гледа и като ја можеш одма да го осетиш што е од него. И ме прихватија многу брзо, дојди да играш и фудбал во Љубатен, дојди и фудбал да играш од Љубатен и така почна тоа. Меѓутоа, ја имав и друга можност што и у фудбал може да играм, што тенисот не беше проблем, треба сезона да почне негде после февруар. Не февруар, после април, мај. Затоа што тениски не можевме да и направиме кал, тоа е земја, додека се засуши с тебе, тој период све е мртов, не можеш да играш. Тоа било не само Тетово, и Скопје. Меѓутоа, зимскиот период, каде што свите и у фудбал и у тенис спијат, ја од декември месец у текот на годината за тој период, тогаш ќе се кажем на Попова шапка 5 пати. 5 пати ќе се кажем. Скије нарамо. Кондури на нога. Само да се допрес, тоа ја викам колку е желба и фанатизам. Без тоа нема резултат. Сега, можем ја да кажем, еви на мои 85 години, веројатно, останало нешто од спортот. Те дигало со некои работи. Уште да кажем, не ми е тешко за многу работи да си ги оговорим, што е нормално. Во Љубатен на која позиција играте? Ја кој почнав играв као на крило, што бев многу брз, тој немаш играч кој што може ме стигне. Меѓутоа, у покасните години се вратив на средина како халф и пошто многу тогаш, да речем, имав така поголемо искуство, многу читав, сечев топки, знаев да проиграм и таму кај што си најкорисен, таму те става. Меѓутоа, мене многу ми помогнале за у фудбалот и пак некои околности други. Со тенисот, реков, тенисери кои што идеја од, не знам, Загреб имаше, првак на Југославија, у Скопје дојде да служи војска, тенис, од игралиште не се марна. Тогаш и војската сама такви играчи ги држи за да не го растори као играч. Тоа сепак, што викаме, представува држава. У Љубатен и у Гарнизон Тетово имаше многу квалитетни играчи, ги носи од Белград. Имаше од Сплит, Курир од Сплит, квалитетен играч. Стојановиќ од Црвена звезда, Калоперовиќ, еве ќе го спомнем постари гарјанци. Тој играше овде, се сеќам, ја слободен тој период, не сум бил нигде. Ќе ме вика, или ако се видимо, молим те, буди на терен, да играмо, да шпартамо, да правимо нешто. Знаеш, му одговарав за да можем сам да се забавлja со топка. Него не му беше цил да трча само. Него да барата со топка за да може некој ниво да задржи за време додека бил војсник. И со него многу така се спријателивмо.
И он често пати ме бара, дојди, знае, јас слободен, со другиве не може да си користи нешто. Абе, доволно му е да му даваш, да му спарингуеш, да му враќаш осет топка, моменти игреш, и сега свите и гледаме што тренира, така тренира. И он остана скоро 2 години од тето. После него дојде, кога беше он, беше и курир од Сплит, у Хајдук, курир од Хајдук. И после нив беше исто квалитетен играч, еден Стојановиќ од Црвена звезда. Сега, еве, баш имам овде слика, кај што свите ми се тука. Има книга. Монографијата од Љуботен. ФК Љуботен, да. Издадена 1979 година. Да. Еве, сега ќе ти кажам. Чекај, еве. Еве Љуботен, еве, овие Камџик. Еве сум ја. Овие до мене е Калоперовиќ, еве Окурир. Сега у овој состав ми се чини Стојановиќ не беше, зашто овој е малку порано. Ова е 1955. Така, порано. Во Љуботен, кажавте, почнувате да играте во 1953 година, сега 64-та, тоа е еден интересен период кој што можеби ќе биде интересно за нашите гледачи да слушнат. Љуботен е најстар фудбалски клуб, формиран во 1919 година, а токму во 1953 година се формира фудбалскиот клуб Тетекс. Да. Значи, вие почнувате да играте фудбал кога се раѓа едно ново ривалство во Тетово. Сте биле учесници на првите надпревари помеѓу Тетекс и Љуботен што се одиграле. Па сакам малку да им прикажеме на гледачите, да им ја доловиме таа атмосфера од тие надпревари помеѓу Љуботен и Тетекс некаде кон средината на 50-тите години, колку публика доаѓаше на сега веќе стариот градски стадион и како се одвиваа тие надпревари? Види, ривалството беше големо. Сега, зашто големо? Тој почеток сите подобри играчи беа у Љуботен. Меѓутоа, како се оснива Тетекс, како клуб, нормално Љуботен финансиски послаб, меѓутоа традицијата кај Љуботен била голема. Почнаа некои играчи подобри, ги врбува, па ќе ги зема у Тетекс. И сега се направи као некој таму, некој ваму, зашто и у Тетекс, тој период, имаше можност зема играчи многу од Скопје. Зашто не може од каде, имаше од Скопје ќе зема некој играч. И првите години, да бидем искрен, првите години, Љуботен беше за година-две додека се формира Тетекс, па може и 3, беше подобар секогаш. Меѓутоа, покасните години више, Тетекс се разви со многу, како да кажем, играчи кои што ги наоѓаше од надвор и му возможуваше разни погодности за да може да игра кај нив, сега не кажувам им давале не знам што. Меѓутоа, така да у тој момент Тетекс доби многу у квалитет. Сега не можем да речем дека не. И, што беше многу поважно, што у Љуботен, да кажем, сме тренирале со постари играчи или со некој така, кој што голем симпатизер, па и ќе се собереме за да тренираме. У Тетекс почнаа тренери да доаѓаа големи на ниво на Југославија, со оформени, да кажем, резултати надвор и така. И истиот тој тренер, за да добие афирмација кај што доаѓа, носи играчи. Така да, у тој период, на тој план, Тетекс отиде напред и дури Тетекс формира клуб кој што играше у прва Југословенска лига. Сега тој период беше за ниво на, да кажем, Тетово многу јако. Љуботен више почна некако да, што викаме, тапка у место, што е нормално. Ориентацијата на луѓето беше, еве, Тетово се развил. Трибина немаше место, стариот стадион. Ќе дојде, абе, пуно. И уште не беа тој период, освен фудбалот, некои спортови други развиени. Уште ориентацијата била и на луѓе, и низ град, разговори, све околу фудбалот. Поготово на ниво, вако кој се мешаш на ниво Југославија, више тоа знаеш, иде и самата акција на луѓето повисоко. И така, меѓутоа, све додека Тетекс тоа го тераше,
Меѓутоа, не се сеќам на годините, кога више тетекс не можеше и тоа да го издржи, се менија многу работи. Дали тоа и со растурање на Југославија или пред тоа. И работата малу и таму замре. Многу тие играчи, тренери напуштија, тетекс остана многу, да речем, на кадар кој што на ниво на Тетово. Некој може од Скопје имаше и така да Тетово, тетекс. И сега, ако ги гледам, и едниот клуб и другиот клуб се тачно у иста категорија, кај што играа некој подсојузи, нема сака. Дава се во иста лига, исто како пред 70 години, 60 години. Добро, на едно место прочитав, вели, фудбалскиот клуб растеше како што растеше и фабриката, фудбалскиот клуб почна да го губи квалитетот, како што почна да опаѓа и нивото на фабриката. Сега ме интересира, во 50-тите години во двата клуба играат тетовски играчи има, значи тетовски играчи од страна, меѓутоа генерално се тетовски играчи. Дали имаше пред тие градски дербија некои закачки, некои рчки меѓу играчите? Ние ќе победиме, помеѓу публиката да се подели ние за љуботен, ние за тетекс. Видите, овде истите луѓе биле, истите играчи биле кои што биле, да речем, до тогаш у љуботен. Истите ида тамо. Што закачки смо немале, ми смо биле сите другари на некој начин. Се отише тамо, знаеме дека имале поварни услови им давале, ишле, така сме ги прихваќале. Да речем, може ја така сум ги прихватил, може други некој на друг начин. Сега, имаше тетекс од почеток други можности. Ако ви испричам, ја ќе ми се смее цело Тетова работа. Меѓутоа, ја така го завршив фудбалската кариера. Тетекс наоѓаше од разни позиции играчи и кој ќе треба со нас да игра, ќе најде начин да ја добие утакмицата. Ако не може со играчи, со судија. И сега, како ја сум завршил со играње фудбал. Интересантно за свите. Играме, тоа беше, ми се чини, 63-та крај ли беше, може 63-та крај беше. Играме, есен беше, ноември месец ли беше, љуботен тетекс, ама борбата ни беше за престиж. 88 минути играме 0-0. У 88 минута имаше они еден мангуп, како вика, бодо. У 80 минута со покојни Буце, само се допре. Падна, суди пенал. Судијава беше Несторовски од Битола. После тој натпревар сте суспендирани? Сега, покрај таков гес направување, испаѓа дека он ме барка мене а тоа беше крај натпревар. Значи за минут заврши натпревар. И мене ми избарка од натпреваров заврши и сега наредна утакмица треба, тоа е крајно коло и последна утакмица љуботен треба у Струмица да игра. И ја викам, нема да идем у Струмица, шо сега, ми така, ама нас тога картотеките на регистрациите не ги водеше Томе Головар. Свиде го знаеме. Ја не отидов у Струмица, рачунајќи дека ќе ми казна, нема да идем. А легитимацијата му ја зеле судијата. И они ми се чини у Струмица тогаш изиграле 4-4. Значи им била интересантно, 4-4. И после тоа ја се наоѓам, пошто он со картиците, викам, што направивте бе у Струмица? Браво. Абе, томе му викам, 4-4, па резултат добар. Остај тоа беше супер. Ти знаеш рече, легитимацијата твоја ми ја врати, ја не казнет. Не си казнет, ми вика.
Па добро, не су казни, ќе продолжим да играм. Тоа беше работа. После продолживте? Па продолжив мало, зашто крај 64 тоа беше 63-та ми се чини. 64-та беше. Ама више не бев толку ангажиран, да речем. Не ни кажеш за надпреварот со Тетекс, пеналот се шутираше или не? Обавезно. Заврши регуларна превар? 1-0. Публиката задоволна? Публика, ред! Цело тето се случа. Свите свира. Знаеш? И, знаеш како? Да бидем искрен. Тетекс многу пославо имаше публика. Многу пославо. Меѓутоа, он публиката ја доби кој играше на ниво на Југославија. Зашто у Македонија он стана као републички првак, да речем, тоа така беше системот, и после републички првак имаш, да речем, некои квалификации на ниво на државе, тоа така формирано беше на ниво на Југославија. И првакот на држава може да игра таму и така влезе. Квалификации па во втора лига. Да. Републичко првенство било Втора лига трета игра. Втора лига, не, играше втора лига. Да. Играше мало втора лига еден период и после влезе. Се сеќам втора лига играе со Приштина, па имаше проблеми некои, па. Да. И, знаеш како е, долг период си, имаш многу работа кои што можда и вреди да и памтиш, ама има некои работи кои што знам, не се пријатни. Не треба да ги кажеш. Ама биле од влијание можда за тие што тога и тоа го играле. Затоа што све нешто им се местело позади нив. 90 минути ја трчаш, а некој да те зафркава од позади, знаеш. После друга работа. Да речем, свите тие што играат на некој начин се платени. Па сега, ако има нешто наместено, тој ќе добие тоа што му е гајле. Аматери сме биле. Аматери да те зафркава некој. Не личело. Не е човечки, не е људски, не е било. Значи, доаѓаме до еден период сега, кога веќе и со скијање, и со тенис, и со фудбал завршувате со она активно, професионално бавење со спорт и веќе почнуваме во она рекреативното. Тенисот малку го опфативме, фудбал тука завршувате, рековте уште малку на аматерско ниво, со тенис и со скијање продолжувате. Рековме 70 години активен спортист. Се уште сте активни, скијате, играте тенис. Да. Колку спортот има влијание на здравиот живот и на правилниот развој на еден млад човек, на еден спортист? Видите, ако на тој план нешто направиме муабет, или разговор да кажем, многу е специфична таа работа. Специфична е у тоа што многу зависи од лицето, од човекот, од дали е тој постар, помлад, дали е, зошто е тоа така. Ќе се навратим па ја со Живковиќ во 80-та година кој почнавме тенис да играм. Тој беше страшен пушач. Овде му беше се ова жолто. Мене можда поука од него. Јоване, ти имаш можност да бидеш спортиста. Немој да палиш цигаре. Вака ми збори отворено. Немој да те видим да се палиш цигаре. Дали ми влево. Јас сум имал тога 16 години. Ми влево нешто. Сум го видел него зубите тука. Црни. Знаеш, тоа само по себе. И мене толку сум почнал ја спортски да живеем. Ја во гимназија, да речем, за тој период сум бил, тога и беше забрането пушење. Меѓутоа, тие што пушија имаше, дојца, четворица, ќе не собера да им правиме друштво, зашто ако ги осета дека негде пуша, може да ги избрка од школа. Така беше тога и нема мрдање. Сега е уред. Така е бе.
Ако те најде да пушиш, гимназија, чао. Тоа беше до 50, дok сум бил ја во гимназија до 55-та година. Меѓутоа, тие што пушија, сега почнале више. Че не собереа и нас што не пушиме со нив, за да не биде откриени, да бидеме поголема група, да не биде директно, тој еве го видовме, него група поголема и да некако се покрие. Кажувам како што била вистината. Сега, ја многу, додека сум млад, речем, не сум имал проблеми, никакви здравствени. Меѓутоа, повозрасни години, да речем, кои сум почнал, ама и за тој период, додека сум спортувал со било кој спорт, веќе се собера негде, ајде, љуботен, имате вечер чуфтиња, јадење. Да не часта, тоа било частувањето. Ќе се нашлока пиво, не. Не, бе, не иđe. Абе, пиво едно, не, бе, не иđe. Ја дома, не памтим 70 години, едно ракијче да сум се напил. Не ба, кај мене, бе, жената пие, па да кажем, еви, синот пие, ја не. Сега, може ја имам некој посебен фанатизам, сега мене ми одговарало некој, бе, па, тие, ба, секој за себе определува, бе. Сега, тај определ не само тоа. Ја строго, како да шем, искрената ми е, што изедем и да потрошим. Ако не потрошим, не ми чини. Зошо? Ќе се најадеш, не можеш да спиеш, не можеш. Ја сум имал некои навики кои што никој ги немал. До 3 сат работам, идем дома, ручам, Дарко знае. У 4 сат ракетот на тенис. На тенис, додека се гледа. У лето, стемни, у 9, 8:30. Нема. Кога играш, кога си тука, кога и друго, учиш, правиш нешто. Таму, подруга. И сум имал една, да речем, исто. Кафе и дан денеска. Нити сум пиел некојаш, нити денеска пием кафе. Свиде пија кафе. Зошо? Што ќе ми го? Ја денеска имам колеги, да речем, повозрасни, кои што се лекари и рекреираа со мене у Скопје. И ме викаа стално на рекреација, да спарингуваме. Изигруеме, ќе се испотиме све фино и има бифе и ќе седнеме у бифе. Ќе седна у бифе, мене кафе, мене капучино, мене. Ти бе јо, фала. Абе, викам, добро, викам, вие сте медицинари сега, медицински лица сте. Зашо да пием кафе, мене сега имам ја, да речем, од куца ја, ако не 80, може и 90. Сум бил заморен. Зашо сега да пием кафе, ми треба 120 да ги направим, не пием. Ова треба некому да влезе. Меѓутоа, младите генерација не знаат тоа. Кога веќе ги спомнавме младите, нешто да им порачате на оние млади спортисти што почнуваат сега да се занимаваат со спорт, оние што веќе се занимаваат со спорт, кој е рецептот за да се стане добар спортист и да се има долг и здрав живот? Рецептот е специфичен, а секој е за себе. Сега како за себе? Прво, мора спортот да те биде све. Второ, исхраната да не ја претеруваш, да се бидеш умерен со исхрана. Второ, не можеш да спортуваш до изнемогваш, мораш да знаеш сам ред, зашто кога знаеш тренер ќе ти рече доста денеска, ако не, сам треба да знаеш ред. Второ, сака малку претерана упорност за да се нешто се постигне. Ова нешто е спорт. Свите што завршиле, да речем, факултет или друго, ако не били упорни, не можеле да заврша. Значи ти нешто кој треба мора да бидеш упорен. Упорноста прави све. Сега, свегде е истата работа. Второ, мораш да се одвикнеш од нешто ако сакаш, што викаме, сега мода шо,
зашо го вика кафе, ама како го вика лоша навика. А? И па сега, ако не ми одговара, ако треба кој ќе имам 60 години, тогаш ќе пиjem кафе, не мора сега да пиjem кафе. А ова дечурија ги гледам, еве ја кај мене у зграда ги гледам, навечер, каде бе бате, викам каде? Ќемо до кафеќе. Па што ќе пре у кафеќе? Или Кока-кола, или кафе, или ове. А тој нема 20 години. И што од него после? А не спортуе. Абе спортот што е нужен? Прво, ти у тебе имаш разни промени органски. Тие хемиски или какви сака нека биде. Да не зборим јас за нешто, може што сум лаик. Меѓутоа, основното што е у спортот. Од тебе да фрлиш зној. Ако фрлиш зној, ако ти од тебе се препотиш и се истушираш, ти си нов човек. Од тоа подобро ништо. И никогаш, абе јас се заморив. Не бегај од замор. Заморот е моментален. Престани малку, продолжи. Значи, не можеш ти да идеш замор е, не знам док. Знај малку ред, одмори се малку, па почни одново. Зашо кондицијата константно се добија, не се добија одеднаш. Тоа е тоа што викам ја, мене ме држало. Зошто ме држало? Ни ракије, ни пиење, ево јас знаем, сме се береле мие као другари, јас сум спортувал. И ќе седнеме, џазмиња, јадење, и ајде бите бе ти ред, ајде напи се. Ја ќе го допрем и ќе го оставам. Значи, не сум тежек, зошо? Не ми годело, не ми сметало можда, не знам што да речем. И сега, континуитетот можеш да распоредиш за кој сакаш да бидеш спорт, пошто кај нас многу услови не можеш ти цела година да спортиш, све имаш некој паузе периоди. У тој период кога и ти е пауза, можеш да најдеш нешто соодветно да не застанеш. Нешто друго ќе фатиш. Сега да речем играм фудбал, престанува фудбал. Престанува фудбал, а ако треба ќе пешачиш 5 километровен правец, 5 километра назад. Ако треба ќе потрчкуваш. Значи, да го одржаваш тоа, без тоа нема резултат. Абе, ја на ниво на Југославија кој бев и кој играв овие, што викаш, турнири ветерани. Јас сум имал 70, 69, 68 години. Ја секој ден сум трчал овде по кеј, у оден правец и у тој правец, сигурно по 5-6 километра. Секој ден. Епа, може и тоа ме одржало, немам да кажем. Ама и од влијание да има резултат. Сега, за младиве генерации, ако сака негде да се определи, прво мора да направи мало некој план. До душа, ако земем ја, ако земем, све сум прихватил, а све сум поминал. Сум поминал и факултет, сум поминал и женачка, и фамилија, и што да кажеш. Ама од спортот не сум се тргнал. Шкојо, ти благодарам што учествуваше во нашата емисија. Ти благодарам исто така и за твојата гостопримност што ме прими во твојот дом во Скопје. И се надевам дека ќе имаме уште можности да снимаме нови емисии и да разговараме за спорт. Што ми треба додека имам можност?